Штувана председателке, во на вработувањето на едно лице на определено време воопшто не ми беше интенцијата за бројот на вработени или за лицето. Интенцијата ми беше дека терминологијата ви е несоодветна според мене, велите за зголемен обем на работа. Не ми беше во однос на тоа кое лице и дека едно лице има вработено. Воопшто не станува збор за тоа. Збор за терминологијата за зголемен обем, а знаеме дека обемот е намален. Тука имаше контрадикторност во терминологијата. Во однос на втората забелешка која што одговоривте, точно сакав да ова да го поразговараме и велите дека не сте странка, а ви наплаќаат трошоци. Така? Во управните спорови. Сега имаме контрадикторност на самата постапка. Второстепената комисија не е странка, а истата плаќа трошоци. Странка било првостепениот орган. Не може да биде странка првостепениот орган кога оптужено решение е решението кое е конечно во управна постапка вашето решение, односно на второстепената комисија. Ова го потенцирам бидејќи станува збор за сметам дека имаме одредени празнини во самиот закон за управни спорови, каде што имаме одредени пропусти. Не можете вие да не бидете странка кога спор се заведува против ваше решение, а ви наплаќаат трошоци, а немате право доколку ви биде поништено решението да го обжалите на висше правен суд. Ако сме странка треба да можеме. Тоа го потенцирав јас, тоа ви го напоменав. Но не можете пак да ве задолжат и со трошоци кога не сте странка во постапката. Затоа ова ми беше во насока дека треба или требало да иницирате одредени вакви измени, да се дообјасните или одредено автентично толкување во однос на законите, да знаете на што сте во овие спорови. Точно е тоа дека немате право на жалба, затоа и ви го постави за да биде разјаснето, за да можеме побрзо да се решаваат ваквите спорови и со цел и со намера да можат да не запаѓаме во правните празнини и вакууми кои што ги имат и одредени структури од одредени фели да го користат тоа, за да истите бидат обжалувани и прифаќани од страна на управниот или на висшиот управен суд, а со тоа да не се задоволуваат потребите на граѓаните. Затоа една од ставките кај што требаше да интервенирате или треба, мислам дека е токму таму, бидејќи немате равноправна положба во самите процеси во однос на управните спорови. Во однос на мериторното одлучување, рековте дека во прекршочните постапки е многу лесно, бидејќи фактичката состојба е утврдена на лице место. Да, јас реков дека за разлика од одредени други комисии имате решавано, но сепак мора да се изнајде начин овие одлуки да бидат во поголем број. Зошто? За да не граѓаните се вртат во лавиринтите, во круговите, во постапките, бидејќи еднаш вратен предмет по жалбени наводи и прифатена жалба повторно на првостепен орган, а самите се пожаливте дека одредени комисии, односно одредени првостепени органи не постапуваат по вашите насоки. Тоа исто така не смее да се дозволи, но уште еднаш потенцирам. Вие сте орган кој што сте над првостепениот, затоа сте и второстепена комисија. И стручно треба да бидете со еден степен над првостепените органи. Вие сте тие кои што треба да ги решавате најсложените предмети кои што не можат да ги решат самите првостепени органи. Затоа како одговорни, тоа што сте го превзеле во однос на сектор на една инспекција со градежните инспектори, треба да се повтори во секоја област, да немаме различно толкување и примена на одредбите од материјални закони, бидејќи сме свесни дека и во второстепените комисии и во самите судови, во еден суд, различни судечки совети, имаме различни мислења, различно постапување за исти предмети. Тоа ми е насоката, да, почестата комуникација и заедничкото толкување на одредени одредби од самите материјални закони, да можат да се сведат на минимум различните постапувања за исти предмет, за исти фактичка состојба, различно одлучување, со тоа се создава и недоверба кај граѓаните. Затоа довербата во судството ни е 8%, бидејќи двајца комшии во исти суд
за иста фактичка состојба добиваат различни пресуди. Интенцијата ми беше, повторно ви потенцирам, вашата проактивност во делот на советување, советодавни конференции, советодавни средби со самите инспекцијски служби за надминување на ваквите проблеми. И уште во една рака, во делот на архивирани предмети, да, предметите припаѓаат на првостепените органи. Тоа ми беше самата ситуација кога ги увидов овие архивирани предмети, затоа ве прашав зошто е толку мала бројката во однос на бројот на решени предмети. Но овде не ми беше јасно дали станува збор за укинати органи, каде што нема каде да ги вратите, па морате да ги архивирате, бидејќи како сувопарно, како бројка не кажува ништо. А вие имате надлежност во овој дел да можеме да знаеме за што станува збор, за какви предмети, бидејќи од вас произлегуваат предметите кои ќе отидат во управен суд, потенцирав. Во управниот суд и висшиот управен суд имаме огромна бројка на предмети каде што ќе имаме апсолутна застарености по информација од самиот судски совет. Уште еднаш ве повикувам за нареден извештај да имаме и во однос на тоа колку се вратени по втор пат, по трет пат, за да можеме да ги усогласиме и да знаеме за што станува збор, бидејќи самите рековте дека ги имате овие податоци, но само не ви се вметнати. Ви благодарам.